Добро вечер на 2 април. Гледате Ноќно студио, вечерва со двајца наши гости. Ќе се обидеме да поразговараме на актуелни теми од изминатава недела, но и раната која што некако ја пронаоѓаме во секојдневниот наш живот, тоа е борбата со корупцијата, но почесто корупцијата отколку борбата. Добро вечер за наш прв гостин Билјана Ивановска, поранешна претседателка на Државната комисија за спречување на корупција. Добро вечер и ви благодарам за поканата. Билјана, ќе започнам со она што денеска се случи, оставка од Ленче Ристовска од функцијата на јавен обвинител, испрати на една страница соопштение до медиумите во кое вели дека не гледам простор за работа, ниту во перспектива, ниту како би можело да делувам во согласност со моите принципи. Денес поднесувам оставка од функцијата јавен обвинител, повлекување на ова овластување кое што претходно следуваше од страна на државниот нов јавен обвинител во однос на одредени предмети кои што се во завршна фаза е една од причините поради која што се следуваше ова оставка. Ваш коментар? Видете, оваа оставка за мене е одлика на висок интегритет. Она што го кажа вчера обвинителот дека нели ќе ги земе овластувањата и дека као секој има шанса да напредува, јас се согласувам дека секој има шанса да напредува, меѓутоа она што треба да се испорача во јавноста е ефекти и ефективност. И сега со земање на овластување на некој што дошол во завршна фаза како што е Ленче, по мене ќе ги одолговлекува ефектите. Така што мислам дека на што е тоа резултат? Еве нека објасни обвинителот зошто ги зима овластувањата, особено во оние дела кои што се во завршна фаза. Сосема ја разбирам и затоа велам дека за мене ова е одлика на висок интегритет. Ова се случува во првата недела од новиот избор на новиот државен обвинител, кој што кажа дека ќе работи надвор од партиските стеги, од притисоците, од влијанијата на извршната власт. Дури во своето прво интервју кажа дека се уште немал средба со премиерот Христијан Мицковски. Многу надежни зборови кажа, мене ми остави впечаток неговото изјавување, особено што кажа дека не трпи притисоци, дека нема да се меша во предмети, дека ќе зголеми транспарентноста и дека ќе работи на дигитализација. Значи, тоа се работи за почит. Меѓутоа, со ваков почеток, дали ќе успее да ги постигне тие цели, не знам. Мешање ли е ова во предмети, бидејќи одземање на ингеренција од предмет? По мене, да. Мешање, поготово за мене, зошто се зема овластување во завршна фаза. Значи, кој е крајниот ефект од тоа? Наместо ние да испорачаме брзи резултати во јавноста, за може граѓаните да стекнат доверба во таа институција и начело со него истовремено, ние сега ќе се враќаме од почеток, сега некој нов обвинител ќе се воведува, не знам што, точно дека предметите се на обвинителството, ама па чии се и обвинителите? И обвинителите се на обвинителството, така ли? Во секој случај не е убава работа. Ќе бидеме ли сведоци, некако можеби се навикнавме во изминатите години, желни сме за правда, за правичност, но од друга страна имаме можеби преголеми очекувања кога некој доаѓа на некоја нова функција. Например, да направиме компарација со СЈО, беа големи очекувањата, но потоа разочарувањето беше уште поголемо. Зошто е тоа така? Видете се, луѓето нормално е да имаат очекувања кога живеат во ваква апатија, па си велат, ајде нешто ќе се случи, ќе дојде некоја промена, ќе се случи нешто на подобро. Дури има една народна што вика секоја промена е добра, па макар и кога е лоша, затоа што нешто ќе се изнедри од таа промена. Точно е дека имаше големи очекувања од СЈО, меѓутоа видете, предметите што ги изработи СЈО и како почна, сега ова е чисто мое размислување, може би и грешам, но нели тоа е мојата перцепција, мислам дека они како што почнаа да навлегуваат во проблематиките се подлабоко, односно во тие бомбите се подлабоко и подлабоко, се направи случајот со Катица и добро, ако е Катица крива, не требаше да се затвора цело СЈО, па после мајде да се влечат предметите понатаму и понатаму, нели, таа им даде овластување, или како беше? Да. Значи, зошто се затвори целата институција ако била главната обвинителка виновна? Значи, таа нека си ја следи својата казна. Зошто се затвори цела институција, ми е прашање.
Мислам дека тие едноставно во тој период влеаа надеж со своите предмети, со своите наоди што ги презентираа во јавноста, меѓутоа како да не се сака да има завршница на сето тоа. Од тука прашањето, она што вие го работевте во претходниот мандат на ДКСК, поднесовте голем број на иницијативи до јавното обвинителство, не вродија со плод, дури бевме сведоци дека ви се налутија последните месеци, па ви откажаа соработка. Да. Дали тие се дел од таа борба на корупцијата или пак се можеби браникот кој што на тоа последна борба за корупција? Видете, многу е комплексен проблемот со правосудните органи, вклучувајќи го и обвинителството. Значи, има тие и внатрешни и надворешни ризици. Ние дури правевме и една анализа, заедно со мисијата на ОПСЕ, веројатно знаете, каде што самите суди и обвинители ги посочуваа високите ризици. Сега, да тргнам од тоа дека 36% од обвинителите кажаа дека трпат притисоци од извршната власт, а 29% од нив кажаа дека трпат притисоци од политички партии. Се да тргнеме од притисоците. Понатаму, кажаа дека имаат проблем со вештаците, дека често пати наидуваат на нарачано вештачење, значи вештите наоди не се во ред, а за нив тоа е доказот, па така и обвинението не може да се изради, нели до крај да се истера. Понатаму кажаа дека истражните центри се слаби и ја мислам дека оваа алка треба исклучително многу да се зајакне во државата, ако сакаме нели да имаме понатаму ефекти. Понатаму се пожалија на слабите ефекти, на слабата соработка со останатите институции, особено оние што имаат истражителски дејства. Тука нели има повеќе такви институции, се пожалија и на тоа. Понатаму кажаа дека оценувањето внатре често пати се прави од формален аспект и така да се наведе организацијата во работата, поделбата на предметите како оди, нели оди субјективно се делат предметите, не се користи баш некој електронски систем и така натаму. Поради тоа што ние наидовме на, да речам, блок од страна на јавното обвинителство, УСАИД во тоа време ни организираше, да кажам на некој начин, да се релативизираат односите и да се потпише меморандум на соработка и да се изнајдат начини како да се зголеми ефикасноста на јавното обвинителство и тоа до некаде вроди со плод, затоа што ние ги известувавме за сите предмети, посебно ни посочија лице за контакт, па покрај тоа што ги дававме предметите во соодветното обвинителство, го известувавме и ова лице за контакт, дека е даден предмет, па да добиеме повратна информација докаде, така да на некој начин да се зајакне соработката и тоа беше окей. Меѓутоа, кога се работеше предметот за Трансмет и кога ние не кажавме ништо ново, но ги кажавме действијата хронолошки како се случувале, од што се назираше намерата на лицата вклучени во целиот тој процес, тогаш обвинителството ни се налути, као да не сака као да послави си одиме, мислам, секој си работи во рамките на своите законски надлежности. Ние не надминавме нашата надлежност, па они да ни се лутат, нити па откривме нешто што не беше до тогаш откриено. Едноставно само ги споивме работите и јасно беше кој, зошто и како постапи. Така што, пак ќе кажам, многу е комплексно тоа прашање. Од друга страна, во разговори со нив увидовме дека тие се многу слабо технички опремени, дека многу малку користат дигитални алатки за работа. Да. Дури сведочиме дека не се поврзани ни со други, па не се чекаат, точно, да. И тоа. И што мене на пример ми беше многу чудно и викам, па јас тогаш за опремата што добивме од ДИПА, нели, хардверите што ги добивме од ДИПА во тоа време, ја кренав толку многу прашина затоа што немаше кај да ги ставиме. А овие сироти без опрема па си ќутеа никому ништо, значи не да се побунат. Си имаат буџет законски определен, да биде одреден процент од буџетот на државата, тоа не им се дава, некако многу се тивки. Не знам како да кажам. Може би чувствуваат страв? Па ја затоа влијанието прво го кажав. Понатамо исто така во таа анализа произлезе дека
немаат баш добро мислење за Советот за јавни обвинители, еве го и Советот, мислам, и по на жалба што ја имаше претходно Ленче поднесена, видовме како се произнесе. Наводно не можеле да го прочитаат незиното име, го немало. Меѓутоа, кој е контекстот? Па и за друг обвинител да се однесува, Советот има обврска да ги заштити обвинителите. Да се погрижи, нели, нивниот интегритет да остане нечепнат. Така што многу работа има. Прво, работа има и стручна, второ, работа има и власта што треба да испорача, тоа се финансиски средства, да се доопремат, да се средат во своите редови, да ја подобрат организацијата во самото работење преку организирана поделба на предмети и така натаму. Исто една работа што ние тогаш забележувавме беше што, например, ние ќе им дадеме готов предмет, или ДЗР ќе им даде готов предмет, тие од почеток ги прибираат сите докази. Значи, мислам дека тука требаше да продолжат понатаму, или да имаме соработка, нели, да одиме заедно понатаму, а не да се враќа времето назад и да почнат назад. И тоа со вештаците исто беше многу сериозно. Например, Holiday Inn предметот ни падна ради вештиот наод. Можете да замислите, 3 години, не од 21 кога го дадовме. Повеќе. Да, повеќе. 4-5 години се влечкаше за после вештиот наод да каже дека се е во ред. А тоа корупција вришти од таму. Да, можеби тоа е алката на која што треба најповеќе се зацврсти во целиот систем. Од друга страна, сведочиме кога од надвор или на илјадници километри од тука, Вашингтон ќе ни каже за поединци дека не се толку честни како што сакаат да се представат во јавноста, дека практично тие имаат докази за корупција и инволвираност во коруптивни сделки, но кај нас не се гледа тоа, не сака да се види, нема докази. Зошто е тоа така? Па не знам дали нема докази. Ако се сеќавате, амбасадорката... Не сакаме да ги прибавиме доказите. Значи, амбасадорката неколку пати потенцираше дека сите личности кои се наоѓаат на црната листа се врз база на докази прибрани од домашните институции. А повеќето од тие нели лица, нас ни беа предмети за кои што имавме покренато кривична одговорност. Да, но вашите беа отфрлани во тој момент или воопшто не беше процесуирано тоа што вие го доставувате до обвинителство? Да, има се уште што се работат. Има се уште што се работат од тие предмети. Но не видовме поднесување на обвинителен акт. Не се сите отфрлени. Добро, за Мерко отпосле се отфрли, меѓутоа кога го ставија Мерко на црна листа, ние искочивме да подсетиме дека години претходно ние веќе сме го имале тој предмет, сме го дале во обвинителство, каде се институциите, сме дале во Републички судски совет за судијата од Струга што му возможи да го купи возилото. Знаете што? По мене многу недостасува почитување. Значи не се почитува работата на институциите, особено на независните институции. Се, например, ДКСК е независна институција, ДЗР е независна институција. Доаѓаат до наоди, за да се напише еден наод од 3 реда, треба да се напуни регистратор со документи. Значи не е тоа туку така едноставно. И мислам дека треба со почит да се влезе кон таа работа. Ја често пати го посочувам примерот од Италија. Во Италија, кога ревизорот ќе открие наод, од една страна седи обвинителот, од друга страна седи судијата. И тоа веднаш се процесуира. Освен ако е некое тешко кривично дело за кое што треба повеќе работа. Доколку одговорно лице на институција направило штета на угледот на институцијата, а кај нас такви примери има, нели, колку сакате, тој ќе си плати и посебна штета. Значи, многу сериозно се приоѓа кон овој проблем. Кај нас недостасува таква сериозност, као се некако ќе биде, ама... Добро, кај нас имаме и примери, барем сведочиме дека и ден денеска, кога до ДКСК нема да пријават одреден имот, возило или без разлика што во промена во имотна состојба, тие не ја пријавуваат, се соочуваат со парична казна, ја плаќаат таа казна. Точно. И повторно не го... И повторно не. И тоа е слабост во законот, што ние го посочивме своевремено и ги прочитавме сите тие по име и по презиме кои што ја платија казната, повторно не поднесу анкетен лист. Меѓутоа, измените во законот, мислам, не знам кај се заглавени, во процедурата се некаде заглавени. Новава комисија ги внесуваше некои измени, правеше, меѓутоа до каде е постапката, не знам.
Ако јавен обвинител вели дека не гледам простор за работа, ниту перспектива во едно такво јавно обвинителство, може да разбереме дека од една страна ги има и притисоците. Како, кога сте на една таква функција, може да се изолираат тие притисоци и од кои најчесто доаѓаат? За кого мислите, за обвинител функција? Конкретно еве за вас, додека бевте на позицијата претседателка на држава. Јас немав притисоци такви, некакви притисоци во однос на предмети. Значи, јас имав, да кажам, во старт едно јавување као, тогаш беше изборен период, беше изборен процес за претседател на државата, идеме како да постапиме, не знам што. Викам, ние не смееме да даваме мислење, така што и одсечно одговарав на таквите некои као другарски повици за совет. Нема што совет, јас или смеам да кажам или не смеам. Ако не смеам да кажам, нема што да кажувам. Пријатно. Така што од тој аспект нити јас трпев притисоци, нити па ние како членови правевме притисоци на вработените. И дури и еден од вработените на крај кажа, поминавме без притисоци. На крај кога имавме нели завршните, да. Поминавме без притисоци. Значи никој не смел да каже овој да не плати казна или вака да биде или така да биде. Значи тоа не се случило. Па ние од тие по 150 евра казни па 5 милиони собравме што отида во централниот буџет. Значи помалце, меѓутоа се делуваш. Но може би повеќе кажувала вашата наследничка која што пак видовме дека сега на секој со својот интегритет. Клупа. Да, но се урива интегритетот на самата институција во тие моменти. Апсолутно дека се урива. Значи ние дојдовме во институција во која што немаше комисија, не знам, 8 или 10 месеци претходно, така? Да. Ние не се занимававме што правеле тие претходно, затоа си има органи кои што ја работеа таа работа. Се зафативме со милион работи кои што требаше тогаш да ги средиме, од простор, од сервери, од опреми, од вработувања, од предмети, од меѓународни активности, од проекти, од што све не. Значи, така што кој како си ќе си направи концепт за работа, така си работи. Таа институционална криза или корупција, за жал ја плативме пред година дена со 63 жртви, она што вие го алармирате и сега го зборуваме практично тоа, ве погоди вака најповеќе во март 16 пред една година. Како не ме погоди, затоа што ние имавме, на пример, истражување, анализа правено за скопски кафулиња. Каде што сме утврдиле дека имало инспекцијски надзори со записници дека треба да бидат затворени, а биле отворени. И јасно е дека тука делувале некои центри на моќ кои што им овозможиле на тие локали да работат. И тоа го кажавме на јавна седница и ги испративме препораките наши до соодветни институции, никому ништо. А затоа велам нема почитување. Значи не се почитува, не се вреднува работата. Тоа е доволен аларм нешто да се направи. Зарем треба да изгори некој, па после ние имаме вонредни контроли. Па зашто имаме вонредни контроли? Затоа што немаме редовни. Ако системот функционира како што треба да функционира, контролниот систем, тогаш нема што вонредно да се прави. Тој редовно ќе си функционира. Да, но еве една година подоцна се промени ли нешто? Не. Значи, баш кога беше годишнината од настанот, се сумира резултатите и бевна на некој настани каде што се зборуваше за тоа, освен измената во законот за забрана за употреба на пиротехника, друго ништо. Значи, ДКСК имаат направено антикорупцијска проверка на законите кои што се однесуваат на оваа материја, од законот за туристичка и гостителска дејност и така натаму, неколку закони за локална самоуправа, за животна средина, значи сите закони од тој делокруг, значи имаат посочено точно во кој член, кои зборови се извор на нејаснотија, на корупција и слично и каде треба да се направат измените. И тоа се уште, еве последна година, се уште не е спроведено. Нити па сме слушнале дека се подготвени измените и влегле во собраниска процедура. Не. Зошто? Не разбирам зошто. Од друга страна, велат ние работиме. Добро, што работите? Што се гледа дека работите? Значи, вие излезете на улица, ќе видите корупција колку сакате. Еве, излезете по Боемска улица, ако сме веќе кај угостителството, ќе видите дека целите тротоари се зафатени со маси, кој им дозволува на угостителите да бидат
распослани по цел тротоар. Што значи дека пешаците треба да идат по улица. И сега доволно е некој тука поднапиен од кафаниве да излезе и да прегази некој пешак и после системот е крив, така? Да. И не само тоа, имавме случај пред месец дена, возило на пожарна, јас сведочев лично, не можеше да се пробие во улица, веќе имаше паркирани возила што на тротоар, што на улица, беше сабота или недела во викенд. Значи тоа е се корупција. Значи кој ги дава тие дозволи? Дали кога се дава било каква дозвола се размислува воопшто на нормалност, на животна средина, на животна околина, на едноставно на нормален живот, на нормално пешачење, нормално поминување. Добро, но таа лиценца може да се купи со пари. Сведочевме дека имаме и во конкретниот случај во Министерството за економија и тоа зборуваме за пари од сега не се сеќавам точно сумата, ама мислам дека околу дали 15 или 30.000 денари. Смешно, од друга страна живот кошта. Значи, како дел од националната стратегија ги посочивме токму тие точки каде што доаѓаме до состојба на допирна точка на приватниот и јавниот сектор, нели? Доаѓа приватниот сектор и бара дозвола за ова, за тоа и сега јавниот сектор треба да ги издаде тие дозволи, решенија, лиценци или се што и да се документи за работа. И нашата препорака беше да дигитализацијата да оди со забрзан чекор. Значи колку повеќе дигитализација, помал е контактот помеѓу административците, нели, тие што на некој начин им лепат прстите, со овие другиве кои што тоа го бараат. Ако е тоа дигитализирано, ако е тоа со можност тој што е подносителот да си поднесе електронски, да си ги поднесе сите документи, од таму системот да му јави ова ти е во ред, ова не ти е во ред, тогаш нема потреба од субјективно одлучување од некој друг човек и подмитување на истиот за да му ги ја даде побрзо. Како да не побрзо? Ако работи на време ќе му ја даде, што треба да му плаќа за тоа што му е работа? Нема везе. Може би затоа ја игнорираме таа дигитализација која што некако не сакаме да се спроведе. Мислам, као ја спроведуваме, но не сакаме во целост да биде имплементирана. Затоа што тоа е борбата со сам себе. Значи, ако сакаш да се соочиш сам со себе, соочи се до крај. Помина периодот кога учествувавте на локалните избори, за прв пат бевте кандидатка, се одлучивте за општина Центар, но ве изненади тоа што 11 часа после пријавата ви врачија кривична пријава беше? Да, кривична пријава. Нормално дека се изненадив затоа што не очекував таква работа. Прво тајмингот нели беше многу чуден. Да кажам, второ и самата пријава, нели отидов таму да видам, ме повика. Да, ме повика во Бендус. И самата пријава исто беше многу чудна, мислам тоа не беше некаква тежина за таква работа. Што се случи со пријавата сега, во каков? Ништо тоа, ништо тоа ќе објасневме на обвинителката и мислам дека го затвори случајот, затоа што немаше елементи за било што, како да речем. Ама видете сега, тоа е политиката како арена, доаѓа борбата е тешка. Работата е колку ќе издржиме. Ви отежна кампањата? Мислам дека не. Видете, кампањата нас не беше тешка затоа што ние немавме никакви средства. Мали беа можностите за презентирање пред јавноста. Нели, во рамките на медиумите што ќе изорганизираат, дури имавме ситуација каде што, да речеме, актуелниот градоначалник бегаше од интервјуата, не доаѓаше на интервјуа, или пак кај што ќе дојдеше, па првите 10-20 минути е еден кандидат, па вториот, па третиот, па четвртиот. Не да се развиеме ние дебатаме. Само 2 пати развивме дебата од сите тие денови, 20 дена колку што беше кампањата. Значи немаше можност за убава презентација. За разлика од тоа, на пример, актуелниот градоначалник си прави спотови со службени возила, со цистерните, мие улици, демекеве ја ги мијам улиците, си прави спот за рекламирање, што не беше во ред. Нити па институциите тоа го санкционираа. Значи, како да кажам, кампањата не беше фер. Воопшто не беше фер. Заради тоа што пак ќе кажам, немавме еднакви можности. И законите се така направени за да немаме еднакви можности. Пазете, имате вие закон за финансирање на политичките партии,
А немате закон за финансирање на учесниците во изборниот процес, на пример. Вие во конкретно не бевте политичка партија. Ние не бевме политичка партија, иако освоивме, на пример, 20% од гласачкото тело, не добивме средства, а во законот стои ако политичката партија освои 1%, може да добие средства. И сега може да видите која нелогичност е таа. Ме разбирате? Така што еве сега се прават измени, а и знаете однос со подписите на собирањето, да. Тоа беше до последниот ден практично нејасно. Тоа не држеше цело време во неизвестност, знаете, а и тоа мислам можеби беше и тоа тактичка борба, не знам, појма не. Добро, сега има нови измени на изборниот законник. Сега се подготвуваат измените и ете ние не сме дел од работната група. Иако министерот кажа дека тоа било дезинформација, во случај на средба се видовме така ми кажа, но после 2 дена кажа дека нема место за граѓанскиот сектор во работната група и јас изреагирав исто вака јавно во некоја емисија, па потоа ми се јави од кабинетот дека можеме да одиме да ги презентираме нашите барања. Пративме мејл, па сега ќе видиме дали и кога ќе ни закажат. Во целиот разговор превладуваше некако дека системот е тој кој што треба да се менува. Системот се луѓето. Од друга страна, но системот се секој од нас кој што го сочинува тој систем. Младите се тие кои што нели можеби најбрзо реагираат и се заменуваат од државата, но денеска премиерот во едно телевизиско интервју на јавниот сервис на утринска емисија рече дека не е се така, сега ќе парафразирам, не е се така розево како што се гледа на Инстаграм и Фејсбук за другите држави и селувањето, па потоа младите се враќаат назад. Не знам колку се враќаат. Јас имам ќерка, од моите 3 деца, средната ќерка живее во Берлин. Значи, она е информатичар, програмер, работа може да најде тука, нели? Имаше работа тука. Но тоа што не зи пречи е како функционира системот. Односно, за да извадиш еден документ, требаш да чекаш вамо, тамо, намо. Значи, целата таа организација на државниот апарат е тромава и тешка. Она отиде тамо, да кажеме, за магистерски студии и веднаш ја воочи разликата, каква е и што е. И дека ќе се вратат нашите, не знам дали ќе се вратат, него ние да работиме, да го зајакнеме системот тука, за да не си одат овие што се сега тука. Јас, например, многу се радувам што на нашата шанса за центар, понатаму, ни се приклучија независните млади, групацијата 389. 389 е, нели, позивниот број за Македонија и нивната порака е дека тие ќе се борат за да се подобрат условите во Македонија. И мене тоа ми беше посебна мотивација да работам заедно со тие млади деца кои што нели во својот полет се вложуваат за својата држава. Мислам дека многу треба да се работи во државата, особено во јакнење на свеста. Тоа важи за сите генерации, не само за младите, туку за сите генерации, бидејќи секој еден поединец може да каже не на корупцијата, бидејќи корупцијата бара двајца играчи. Не може сам човек да прави корупција. Мора некој од другата страна да му даде или да му понуди или, нели? Корупцијата сам не може никој да ја прави. Значи мора да има играч. Сега, секој ако се најде во ситуација да биде во таква околност, може да каже стоп, не, како Ленче вика не. Ленче единица мерка за интегритет треба да стане сега во држава, буквално. Но малку не сме навикнати на еден таков интегритет или не сме сведоци во изминатите години. Па сега ќе учиме се. Значи има надеж. Ја мислам дека има надеж, затоа што како и да е, народот се буди, можеби не толку брзо. Меѓутоа, овие шамари што ги добиваме, те Дурмотурс, те Ласкарци, те Модуларна, те Кочани, тука само да изброите имате некај 170 жртви. Тоа не значи повик за будење. И те како значи повик за будење? Самоубиството што го направи мајката не значи повик за будење. Замислете, 39 полицајци не постапиле како што треба само во еден случај. Тоа е повик за будење. Значи, мора граѓанството да се буди. И само ќе кажам дека фактички власта е огледало на колективната свест. Ако сакаме ние нешто да менуваме, треба да почнеме од свеста.
И тука се завршува. Колку сме ние на повисоко ниво свесни, толку помалку ќе дозволуваме другите да не возат за своји лични интереси. Ви благодарам многу за овој разговор. Ви благодараме на вас за поканата. Билјана Ивановска беше со нас, поранешна председателка на Државната комисија за спречување на корупција. Вие гледате Ноќно студио, останете со нас, се враќаме за кратко со нашиот втор гостин за вечерва.